Државата да поведе сметка за превенцијата од природни катастрофи. Ова денес од Зрновци им го порача на македонските функционери шефот на делегацијата на Европската унија во Македонија Самуел Жбогар. But one should not be just passive about it. Човекот не може да биде пасивен и само да гледа, туку човекот напротив треба да биде подготвен и во превенција на штетите кои што можат да бидат предизвикани од природните катастрофи, како што се самите поплави. Ја искористувам оваа можност да апелирам до владата, до националните власти, да направат се, да ги менаџираат и да се подготват се со цел да ги превенираат можните такви природни катастрофи with the flood disasters and other disasters. Посетата на Жбогар на Зрновци е по повод изградбата на новиот мост на реката Брегалница, кој беше уништен во поплавите во 2015 година. Планот првично беше да се реконструира постоечкиот, но потоа се донесе одлука да се изгради сосема нов, кој ќе биде побезбеден и изграден по сите стандарди. Парите за него беа обезбедени преку Европската унија, а целиот проект го имплементираше UNDP. Ова е само еден проект од многу поголема програма која што тежи 10 милиони евра, средства обезбедени од страна на Европската унија, насочени за реконструкција на важна инфраструктура која што беше погодена од поплавите во 2015. Мостот на Брегалница е единствениот премин на жителите на Зрновци, Видовиште и Мород Висконкочани. И истиот е од суштинско значење за сите нив. Стотици вработени ги посетуваат нивните работни места во градот Кочани и околните градови. Секојдневно голем број на граѓани користат услуги од подрачните министерства на оделенијата на Министерството на Република Македонија. Исто така голем дел на граѓани, исто така од нашата општина ја обработуваат својата земјоделско земјиште кој се наоѓа од десната страна на реката Брегалница и ред други работи кои што се поврзани со секојдневнието на нашите граѓани и затоа велиме дека овој мост е од животно значење за нашата општина. Освен во Зрновци, преку оваа програма за санирање на штетите од поплавите во 2015 со европски пари се изградиле мостови во уште 7 општини во државата. Се помогнало во санација на 4 брани и 10 канали за наводнување.